Македонија на месечно ниво обезбеди стабилни цени на основните прехранбени производи, како и на транспортните трошоци. Според последните податоци, во мај храната во Македонија поскапела за минимален 1% во споредба со април, додека пак транспортот за 1,6%. Иако Македонија е увозно зависна земја, сепак податоците од статистика велат дека владините мерки вродија со плод. Најниската цена на горивата придонело транспортот да порасне за само 1,6%, додека пак во Бугарија за само еден месец овие услуги поскапеле за над 22%. И во Хрватска е слична состојбата, каде поради високите цени на горивата, транспортот пораснал за неполни 13%. И случаи со основните прехранбени производи кои кај нашиот источен сосед бележат раст од 5,7%, додека пак во Хрватска храната поскапела за приближно 3%. Според овие податоци, месечната инфлација во државава изнесува само 0,6%. Бројките кои ги објави статистика во време на глобална економска криза покажуваат стабилност. Според објавените податоци, индексот на трошоците на живот во мај 2026 година во однос на мај 2025 бележи зголемување од 4,8%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 5,6%. Овие бројки на годишно ниво се должат пред се на повисоката цена на увозните компоненти. Тутунот и алкохолот за една година поскапеле најмногу, 9,5%. Мерките кои беа воведени во енергетскиот сектор и стабилноста на цените на горивата покажуваат поскапување за само 12% на годишно ниво, додека пак храната и безалкохолните пијалоци се поскапи за околу 4%, што е во рамки на просекот во Европа.